Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, процедуралното го земам од неколку причини. Прво и основно, она што ветуваше председателот дека седниците ќе почнуваат на време, не се случи. На првата седница на продолжетокот на работата на овој парламентарен состав, закажана седница во 11 часот, започнува во 12:20 веќе. Пратениците уредно пристигнати од опозицијата чекаат да се собере власта, да се одобровалат или пак да се уценат или договорат за нешто за да можат да присуствуваат тука. Втора работа, морам да кажам, и тоа е она што е најбитно деновиве, дека ова владеачко мнозинство и оваа влада избега од граѓаните и се скрија од мислата, односно од она што сакаат граѓаните да им го порачаат. Морам да кажам дека председателот на Собранието ја погреши процедурата за однос на информацијата која што ни ја врати повратно за иницијативата за отпочнување референдум на државно ниво, затоа што ние не ја пративме иницијативата за оценка на уставноста на Законот за ратификација на договорот, туку иницијативата за распишување на референдум. Вие, председателе, не сте Уставен суд и вие не треба да давате таква оценка. Вие треба да спроведете постапка за оценка на уредноста, а не уставноста на самата иницијатива. Овде, ова го потврдувам со членовите 191 и 192 во интерес на времето да не ги читам, каде што во двата случаи се вели дека председателот на Собранието ги доставува веднаш доколку е уредна иницијативата, ги доставува до двете комисии, а доколку не е уредна, ги доставува до самото собрание да се произнесе по нив и да донесе одреден заклучок. Затоа, председателе, вие ниту сте законодавна правна комисија, ниту сте комисија за политички систем, ниту пак сте само вие собрание, кое што го има последниот збор на оваа тема, дури и дека ако двете комисии сметаат дека иницијативата е неуредна. Повторно земавте повише право од она што го имате, повторно презимате на свој плеки и после се лутите кога ве напаѓаме и ви кажуваме дека вие преземате нешто што не е ваша обврска. Во однос на она што го порачувате дека ви е уставна и самата иницијатива и на која што требало да се изгради проевропски фронт, јас би рекол, ајде да изградиме фронт за борба против криминалот и корумпираните политичари,